На само ден пред стартот на пописот, Државниот завод за статистика не знае колку точно попишувачи се вакцинирани. Последната позната бројка од периодот кога тие се пријавувале пред еден месец, а дури 1/3 биле невакцинирани. Многумина од граѓаните најавија дека во ек на пандемија, во моменти кога луѓе без вакцина не смеат да влезат во кафеа, на кафуле, трговски центри и каде уште не, нема да смеат да влезат ниту во нивните домови. Пријавувањето за учество во пописот започна на некаде почетокот на август. Од тие, бидејќи во пријавата, кажуваат дали се вакцинирани или не се. Значи, од оние кои што се веќе ангажирани, 5/3 се вакцинирани во тој период кога се пријавени. Меѓутоа, дали некој од оние кои што не беа вакцинирани во меѓу период се вакцинирани, не го знаеме тој момент. Не баш најпрецизно разјаснето на статистика, барем на документ, имале решение за домаќинствата кои нема да сакаат да примат невакциниран попишувач, ќе им бил пратен вакциниран, но не во истиот момент, туку во договор ќе се одлучило кога. Ваквата ситуација може да биде доста проблематична и да создаде вистински хаос ако се знае дека пописот трае само 25 дана, а се поставува прашањето колку од домовите ќе побарат исклучиво имунизиран попишувач, што секако може да доведе до одолжување на пописот, кој пак и да заврши во предвидениот рок, влегува во предизборната кампања за локалните избори. Најважната работа што ние ќе ги почитуваме сите пропишани протоколи за цело време на попишувањето и никого нема да доведеме во опасност да ова зараза се шири и понатаму. Меѓутоа, таму каде што граѓаните ќе инсистираат да бидат попишани од страна на вакциниран попишувач, тоа ќе се случи. Техниката и начинот ќе зависи тоа каде, кога се побарало, ние ќе го обезбедиме тоа. Во пописот ќе бидат вклучени луѓе вработени во администрацијата, но според директорот на статистика, за среќа нивниот број немало да биде преголем. Ова е една мерка која што ни ја даде владата на располагање, онаму каде што ќе немаме, ако се случи да немаме доволно попишувачи. Среќната околност што не во многу места имаме таква потреба. Она што може да биде плюс голем проблем околу овој попис и доаѓање до реалните бројки на крајот е што има најави од голем број луѓе дека нема да им отворат врата на попишувачите за попис кој се спроведува во век на пандемија, кога бројките на заразени и починати се алармантни.